Интересно е како овој фронт, јас ќе оставам наводници, го формира овој период, значи многу рано, имаме некои најави за предвремени избори 27-ма, дали можеби имаат некои информации кои ние ги немаме дека ќе имаме избори оваа година, тоа ќе видиме. И понатаму јас ги гледав пресконференциите на лидерот Филипче, значи тој на пример најави закон за нула толеранција вика на корупција и целосна дигитална транспарентност, кој што ќе бил потпишан кога ќе дојделе пак на власт. И тука се постава прашањето зошто немавме вакво нешто до само пред 2 години, колешки, зашто само до пред 2 години вие бевте на власт. Имате 4 столба за нула толеранција за корупција, потоа иднина за младите, подобар животен стандард, силно село, силни земјоделци и така натаму. Сето тоа можевте да го остварите во 7 години вашето владење до пред само 2 години. Значи, вашето старо ново раководство, сега кој што ја води партијата, е корумпирано и е со нула кредибилитет. Тоа се гледа и по самиот така наречен фронт, затоа што членови се СДСМ и сите останати членови се тајни. Значи, има многу организации, многу партии, многу граѓански здруженија, поединци, филозофи, јавни интелектуалци и така натаму, но никој од нив не си го кажува своето име, зашто? Затоа што ќе биле можеби нападнати од ботовите, па имавме случаи да СДСМ ги беа исклучиле коментарите на нивните страни кои што денеска ги вратија, а мислам дека тоа ќе ви остане како единствен успех на фронтот што ево денеска ги вративте коментарите на страните на СДСМ. Кои малку имало позитивни некои ефекти од вашето владење, немаше ни историски најниско ниво да паднете на 18 пратеници. Значи, вие сте моментално урнисани и понатаму вика нула корупција. Па внукот на Али Ахмети ја купи Соравија во ваше време. Со измените на кривичниот законник практично немаме финансиски криминални веќе за функционери. Над 80 функционери иронично на ВМРО да помане вие амнестиравте се тези. Нема